Благодарам председателя. Јас најнапред ќе искажам едно разочарување од тоа што не се прифати претходниот амандман на колегата Здравко и на нас како група пратеници од ВМРО ДПМНЕ за патот Берово-Радовиш, затоа што знаете дека крајниот исток е сосема одсечен од останатиот дел од државата. И нема да ги повторувам наводите кои што ги искажа колегата Здравко Трајанов, со цел што повеќе амандмани да поминат на расправа. Јас ќе ги прочитам и останатите амандмани кои што се предложени од нас како група пратеници, што се однесуваат за крајниот исток на државата. И мислам дека тука треба сите малку да ставиме прст на чело и да се загрижиме зошто тие краишта се целосно одсечени, односно немаме еднаков рамномерен развој на државата. Многу години наназад се предлага еден амандман кој што ние како пратеници го предлагаме, тоа е патот, да се продолжи експресниот пат од Кочани преку Виница до Делчево, па понатаму, еве во некоја наредна фаза за Бугарија, да се споиме на автопатот Софија Благоевград. Меѓутоа тој амандман досега многу пати беше одбиван од страна на гледачкото мнозинство. И годинава го предлагаме истиот овој амандман. Понатаму предлагаме амандман за поврзување на каменица, на македонска каменица со Крива Паланка, односно на рудникот од селото Саса, до Тораница. И практично на овој начин цениме дека колку толку ќе се отвори државата односно ќе се подобрат инфраструктурните поврзаности помеѓу овие населени места. На истокот, од нашиот крајен исток, од ВМРО ДПМНЕ, вика кога ние преговараме со странските инвеститори, прво што гледаат на мапата е докаде има пат. И последна точка која што ја вцртуваат е градот Кочани, односно патот кој што исто така беше испроектиран и исфинансиран од страна на ВМРО ДПМНЕ. Од тогаш натаму, ние во тој дел на Источна Македонија немаме никакво подобрување на инфраструктурата. За жал, ова тенденција ќе продолжи, меѓутоа среќа е што таа тенденција многу брзо ќе заврши и после промената на власта тој крај ќе мора да се ревитализира, односно да се подобрат условите за поврзаност помеѓу граѓаните. Благодарам.